Поштувани гледачи, добра вечер и добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Се надевам дека и денес ќе останете до крај со нас и ќе го проследите сето она што го имаме да ви го презентираме како информација во оваа емисија. Знаете дека секогаш се грижиме за вашето здравје, навремено да стигнат информациите до вас, па се со цел ако забележите нешто од оние симптоми или овој проблем за кој што денес ќе говориме, навреме да се јавите кај вашиот матичен лекар, да побарате помош и да видите за што точно станува збор. Денеска 14 ноември, значи светскиот ден на дијабетесот, се одбележа кај нас под мотото предизвиците на дијабетесот во Македонија, заедно еден за друг. Сојузот на Сдруженија на дијабетес и нелива организација со сите оние кои што беа вклучени во денешното одбележување го одбележа денешниот ден и сега овде во студиото веќе со мене се Диме Велев, кој што е председател на Сојузот на Сдруженија на дијабетичари и во вториот дел ќе ни гостува и доктор Катарина Адамова, која што е специјалист ендокринолог, со која што пак ќе проговориме малку за состојбите кај нас со дијабетесот, што представува дијабетесот како проблем, кои се симптомите, причините, како оди потоа третманот и лекувањето. Во првиот дел со мене во студиото е Диме Велев, кој што го најавив, нели, како председател на Сојузот на Сдруженија на дијабетичари. Ние како екипа бевме исто на настанот. Малку подоцна ќе слушнете некои сегменти од она што се говореше таму. Јас би го поздравила и да ти посекам добри дојде за Добро ве најдов, поздрав до вашите гледачи. Бевме денеска на настанот со екипа. Подоцна малку гледачите ќе можат да слушнат она што ние го одвоивме да го слушнат како информација. Како помина денот, еве, бидејќи ние не бевме цело време не останавме таму, како помина и како се одбележа и кои се заклучоците? Јас најнапред ви благодарам како на телевизија и вас како новинар што не само на 14 ноември, туку преку целата година се грижите околу темата дијабетес. Денот денешен го одбележавме и беше за нас во позитивно светло и она што го планиравме, што сакавме подолго време, подолго години, објавивме конечно национална анкета за квалитетот на лицата со дијабетес во однос на животот на лицата со дијабетес. Така, тоа е во однос ова, еве, на здравјето. Значи ова анкета, така, оваа брошурка се податоци на 1400 испитаника во државата, така, може за состојбата со дијабетесот. Така. За жал, како и досега, и денес единствена институција која што не ја слушна оваа анкета, а ја знае, бидејќи ги има резултатите, е Министерството за здравство и Министерот за здравство. И благодарам на сите другите институции вклучени и клучни актори во процесот на третманот и борбата против дијабетесот, што денеска зема активно учество, што заеднички констатиравме дека престои дополнување, односно проширување на активностите кои што треба да се преземат од акционен план за акционата програма за борба против дијабетес, од тоа дека ни се потребни поголем број на термини воопшто за прегледи, бидејќи ги немаме во државата. Потребен број на термини за едукација, бидејќи клучната тема пак на светско ниво е едукација за посигурнина. Ние во државата и во спрема анкетата 70% од испитаниците не се доволно едуцирани. Значи само 30% кажале дека се едуцирани за дијабетесот. Тоа е многу голема бројка, како што и голема бројката на лица со дијабетес во државата. Така. Секој девети човек од 18 до 60 чинам беше? Од 19 до 70. Од 19 до 70. Значи секој девети има дијабетес, а секој седми има, ама не знае дека. Секој седми, тоа е наша бројка. Така. Секој седми за јавноста, значи не е научната е дека секој девети има дијабетес. Така. Секој седми ние констатиравме спрема анкетата, претпоставка дека секој седми не знае дека има дијабетес. И за жал не оди навреме, не одиме да се лечиме. За жал, немањето термини, немање доволно време или матичните лекари, семените, најверојатно покасно се диагностицира дијабетесот. Така. Најголемиот проблем чинаме тоа што не можете да најдете термин за да појдете на преглед кај ендокринолог, така? Овој период, да. Зошто е тоа така и Сте прашале ли? Денеска бев таму, немаше представник од Министерството за здравство, не дојдоа.
Да, немаше ни од мој термин. Така. Меѓутоа, оно што е, значи не се утешуваме, него мој термин нема за ниједна хронична болест. Точно, да. Значи недостаток има хроничен недостаток на термини. Да. И во таа битка на термини, ние се трудиме некако со варијација на упати за контрола, за итност и така натака, да ги вршиме сепак прегледите во редовно време, контролните прегледи за продолжување на терапијата, односно за контрола на ефектите од терапијата. Ние мораме и инсистираме преку институциите дека на секое лице со диабетес, особено овие 45.000 кои што сме на инсулин, дека мора да биде обезбеден термин редовен за 6-месечниот преглед. Така. Че ние за тој термин зборуваме сега. Не зборуваме за 3-месечен контролен или месечен на некоја акутна инфекција, компликација да се прави проверка. Затоа апелираме да Министерството сериозно размисли мој термин како тоа да се организира кај докторите, а кај сестрите, односно тие што се за едукација задолжени, да се обезбеди термин за едукација, особено за ново диагностицираните лица со диабетес, затоа што спрема анкетата, прва компаративно кога ги гледаме состојбите, прва ни е анксиозноста и депресијата кај луѓето со диабетес во Македонија. Од плашење, од промена на состојба и така натака. Што друго како проблем имате овој изминатиот период, бидејќи точно нали пред една година и вие и доктор Катарина ми бевте во студио, разговаравме нели за тогашните проблеми, за тогашното одбележување, што од тогаш до сега се смени, нешто се подобри или пак нешто што се сменило во однос на недостаток? Во однос на недостиг ние имаме проблем со ленти и со глукомери подолго време годинава и тој проблем сакаме да се разреши бидејќи ние долги години покри сензорите за децата кои што не се откажуваат. Да, тоа беше главен проблем за диабетесот потенцирано денеска. Да не звучам грубо, не сакаме да разговараме освен сензори за тие 600 деца, бидејќи се обезбедија минатата година средства, значи може и сега и тие деца да ги добијат тие сензори, но со системи за континуирано мерење гликемија. Бараме промена на моделот за да допреме до право на избор на квалитетен глукомер или апаратче заедно со ленти. Очигледно дека и анкетата покаже дека луѓето се незадоволни, тоа што државата го дели и го дава. Сепак купуваме ние дополнително. Денес имавме прилика да слушнеме веќе понапредно добра вест дека Фонд за здравство напредно размислува и веќе пред одлука се разговара веќе на ниво на буџет за разлика од претходни години кога не се разговараше. Сега се разговара за буџетот околу уведувањето на референтна цена. Кога последен пат сте се сретнале со министерот за здравство? Со овој министер се немаме сретнато. Се немате воопшто со господинот Бекица? Сојузот на Сдружениот диабетичари покри 5 барања официјални. Воопшто до сега не би излегол во пресрет? Не. И денеска не. Јас единствено што имам средба, 3 средби официјални, се со заменик министерот господин Владимир Лендевски. Така. Значи тие беа 3 средби. Знам дека пренесе се затоа што имавме реакција назад, дека е прифатливо, дека ети денеска Фондот за здравство представникот укаже на тоа дека и министерот прифаќа референтна цена да се разработи моделот. Меѓутоа ние не сме удостоени со никаков одговор ни писмена, не па прием. Кога го се сретнавте со господинот Риндевски, му ги укажавте сите овие проблеми што ги имате? Да, со господинот Риндевски кој заменик разговаравме комплетно за сите теми. И повратно имавте дека за сите има дека ќе се реши. Дека ќе се решаваат. Меѓутоа досега директна средба со министерот не. И досега ништо не е решено од она што барате? Не, решавани се со преку национална комисија. Што е досега? Промената на терапијата, иновативната терапија, па околу едукацијата, зголемен број на настани имаме ние како сојуз заедно со докторите, со сестрите. Овој период се интензивираше по сите градови. Мислам по центри за диабетес се трудат и националната комисија и ние да детектираме каде има недостаток на доктори и сестри низ центрите, бидејќи 39, мисли 38 се, да се покриет тие пациенти на време да бидат прегледувани. Така. Од минатата година до сега зголемен ли е на бројот со да се пријават како ваши членови во Сојузот на? Да, особено жално, мислам, тоа што приметивме дека се зголемил бројот на деца со диабетес.
Деца на која На возраст? возраст, па возраста е така да не е благодарно да Добро, зборувам, значи до меѓутоа мали. 18 години? Да, до 12 години зборам. Младите тие 12, нели, тинеџери, и кажеме да, млади, значи до време 12. за млади дечиња кои што семејствата имаат дефинитивно сериозни промени во начинот на живење. Тоа е навистина многу тешко и за родителите и за децата на толку мала возраст, да треба нели да го живеете животот по некои нови правила. Исто така, следејќи го денес настанот, забележав дека нешто што највеќе им представува проблем на лицата со дијабетес е исхраната. Колку тоа представува навистина проблем и какви се вашите сознанија? Па по мене ми се гледа. Да. Не, Бидејќи тешко е да се, нели, си бара посебен режим на исхрана, посебни продукти, треба да се внимава и така натаму. Колку тоа им е оптеретување исто така и финансиско. Вака, значи сериозно го разгледувавме ние така. тој дел, како сојуз тргнавме ние па од 10 едукации 9 се исхрана. Така. Дека слабо сме едуцирани како граѓанство за новата храна во однос на начинот на живење. Че ние имаме брз ритам како Македонија, како држава брзо заработување, одење работа, касно враќање, нередовно јадење и така натака. И во однос на исхраната не се внимава и не сме едуцирани и во таа исхрана што да правиме. И затоа имаме проблем со исхраната и мали се информациите, освен устните едукации, ние свативме дека, например, освен на ендокринологија, односно по центрите за диабетес, што не ги делат оние флерчиња за ерлихидрати или колку се калорични, дека немаме литература која што може да користиме, домашна наша литература, доволно, значи има, но не е доволно, не недостасува и информација, затоа и бараме зголемен број на термини за едукација во самите центри, за да можат да се посвети времето за новиот начин на исхрана кај сите лица со диабетес. Кога станува збор за децата, само дали тука ризик фактор представува дебелината за појава на диабетес или? Не. Не? Не. Тоа е обезност е еден од факторите. Еден од факторите. Значи, кај тие деца претпоставаме дека имало повеќе фактори што довело до состојба на диабетес. Да. Так. Тука некаде би сакала да завршам со вас, да можеме и кате да вклучиме. Кажете ми, како за крај вака, што би порачале еве уште еднаш до Министерството за здравство, што треба вака како приоритет да ви овозможат за да, нели, сите оние потреби што ги имате како лица со диабетес да ви бидат овозможени и вие, нели, нормално да функционирате, да можете да појдете на лекар и сите оние работи за кои што кажавме претходно. Што би порачале уште еднаш до надлежните? Насловот на оваа анкета. Така. Че насловот не е ни политички, нити маркетиншки. Нас не е од нужна потреба. Ние имаме предизвици со диабетесот и не мора да сватиме во општеството, и денеска на масата видовте. Да. И сите се изјасни дека со години заеднички еден со друг ги решаваме во координација и комуникација сите предизвици. Че кога ние еден од клучните фактори ви е надворот или е на спротивна страна од решението, се зголемува бројот со проблемот на компликации. Кратко да кажам, дека ние кога немаме цела слика или цела еден чекор, а клучниот го нема, тој што треба да одлучи, тој е Министерство за здравство, вие имате наместо намалување или стагнација на бројот на лица со диабетес, имате нагло покачување на компликации и на други диагнози. И тука веднаш и во пари пресметано, сам човечки живот не сметам јас во пари, но ете, нели, се сметаат во институциите, ви значи плюс пари надвор од овие малку пари што требало да ги дадете, пример за нови глукомери дигитални или за сензори. Тие сензори, тие нови глукомери дигитални кои што ќе се поврзат со докторот и континуирано ќе се консултираме, значат помалку компликации и за срце, и за бубрези, и за било што. А исто така и во нели истражувањето имаше посочено и дека повеќе од половина што имаат диабетес имаат и други хронични заболувања, што е дополнително, нели, проблем за оние кои што предизвик број еден за да работиме заеднички сите. И затоа ние средбата со министерот не за да се сликаме на телевизија. Така, за навистина да се решат проблемите. Ние сме да ги адресираме проблемите, да побараме решение, да понудиме заеднички со партнерски однос, ние меѓу пациентите да кажеме што и што ни треба, да кажеш државата што може сега,
што може покасно. Таа комуникација во секоја нормално општество се вика демократија, односно се вели соработка. Така. Ние моментално на многу ниско ниво Многу ниско. со Министерство за здравство. Со другите велам дека имаме прекрасна и соработка, иако понекогаш ви денеска слушнавте различни, малку различни патеки, да речеме, но не различни во смисла на целта, туку како е пократок пат по ефикасно решение Така. за проблемот. Да се надеваме дека во брзо време веќе ќе остварите средба и со министерот за здравство, уште повеќе што нели досега не сте се сретнали лично со него за директно нели на него да му ги посочите сите овие проблеми за нели да ви излезе во пресред за сите оние барања што ги имате и за сите ваши проблеми. Димити, ви благодарам за денес во првиот дел што бевте тука гостин во ваш термин. Соработката останува, па тука сме за се што треба нели да презентираме до јавноста оно што ви треба вам како сојуз. За времето. Така. Почитувани гледачи, остануваме се уште нели со емисијата Ваш термин. После кратката пауза, со мене во студиото ќе биде доктор Катерина Адамова, која што е специјалист ендокринолог. Студио Карпино, лулка на енергијата. Водечко студио за масажа, физиотерапевтски и козметички услуги, лоцирано во срцето на Скопје. Нуди прекрасен амбиент, безпрекорен квалитет, преку 20 типови на масажи, третмани за лице и тело. А ќе ве пречека експертски тим со нивната љубезност и професионалност. Превентива 99 е специјалистичка ординација по физикална медицина, која нуди многу третмани и прегледи за сите дегенеративни проблеми со рабетниот столб и екстремитетите. Ехо прегледи, шок-вейв терапија, декомпресиона терапија и многу други професионални третмани со доктор Симона Ристовска, специјалист по физикална медицина. Атиккор, ординација доктор Наумовски, е првата приватна ординација со кардиологија и интерна медицина, основана од доктор Јосиф Наумовски. Нуди специјалистички прегледи, ехо прегледи на срце и внатрешни органи, ехо на штитна жлезда. Ординацијата се наоѓа во близината на грчката амбасада, а одговорен доктор е доктор Крумен Наумовски, специјалист интернист. Квалитет и иновативност, почит кон природата и човекот е мотото на Ербено Били, каде модерната наука и најстарата традиција на билки спагирика достигнуваат совршен квалитет. Вегански, органски, италијански растителни производи за многу здравствени придобивки. Ербено Били. Купете и почувствувајте го нивниот бенефит. Бројот на деца и адолесценти со дијабетес исто така бележи драматичен раст. Во 2021 година над 1,2 милиони деца и адолесценти имаат дијабетес тип 1. Проценките велат дека здравствените расходи поради дијабетес се веќе блиску до 1 трилион американски долари. Тоа е бројка која е единица што позади себе има 12 нули и се предвидува дека ќе надминат оваа бројка до 2030 година. Тоа е пораст од на 300% од првото издание на Дијабетес Атласот во 2000 година. Ова 10-то издание на Дијабетес Атласот покажува дека хипергликемијата во бременност е исто така во драстичен пораст, односно 1 од 6 трудници се соочува со оваа состојба. Друга пак причина за аларм е постојано високиот процент, 45% на лица со недиагностициран дијабетес тип 2, од кои многумина не се свесни дека го имаат и да се обезбеди соодветна и навремена грижа за сите луѓе со дијабетес што е можно порано. Тој дека има околу 116.000 лица со дијабетес на возраст од 20 до 79 години. Од нив на 40.000 лица се на инсулинска терапија, околу 5.000 лица пак се со дијабетес тип 1. Меѓу нив 600 се деца, од кои многумина не се свесни дека го имаат
и да се обезбеди соодветна и навремена грижа за сите луѓе со дијабетес што е можно порано. 14 ноември е Светски ден за борба против дијабетес, ден кој што годинава го одбележуваме повторно како наш ден. И не значи дека е само денес треба да кажеме дека сме пациенти. Напротив, ние и до сега и од сега секој ден мислиме на нашиот дијабетес, бидејќи само на тој начин ќе бидеме здрави и способни да ги одбележуваме овие јубилеи, односно роденденот на Фредерик Бантинг, човекот што ни подари живот, односно го откри инсулинот. Единствениот син круг, како лого на Светскиот ден на дијабетесот, символизира живот и здравие, а е воедно и бојата на знамето на Организацијата на Обединетите нации. Што значи, сите сме исти, дали сме овде или на било кој дел на планетата Земја, кога се зборува за дијабетес. Кај нас, согласно податоците од IDF, околу 116.000 пациенти се со возраст од 20 до 79 години се лица со дијабетес. Да, и бесме повторно назад по студиото, значи со мене веќе е доктор Катерина Адамова, специјалист ендокринолог. Продолжуваме да говориме за дијабетесот како проблем, како состојба и се надевам дека она што ќе го слушнете во продолжение ќе биде од ваша корист, уште повеќе што кажавме, дијабетесот, како што кажавме со Диме претходно, значи според истражувањето, секој деветти граѓанин наш има дијабетес на возраст од 18 до 79 години. 9 години. Така, добри дојде. Благодарам, здравој најдов. Така, ајде да проговориме малку за дијабетесот како проблем. Официјалната бројка ја кажавме, 116.000, децата се посебно околу 600, мисля чини. До 18 години. Кажавме дека зголемен е бројот на дијабетес кај деца, како стои состојбата кај возрастните? Дали од минатата година до сега се чувствува зголемување на бројот на појава на дијабетес? Апсолутно. Бројката на новодијагностицирани пациенти секоја година се зголемува, со тој вкупната бројка на заболени се зголемува, меѓутоа бројката на новодијагностицирани пациенти со дијабетес е посебно зголемена и после прележаниот ковид. Значи целата оваа ковид пандемија ни донесе голем број на пациенти, а истото тоа го кажа и директорката на детската клиника дека и кај нив има голем број на дечиња после оваа состојба, значи на зголемен број на дечиња со дијабетес. Значи кога и да зборувам за некоја тема во однос на здравјето, некако сите потенцираат дека после ковидот некако се зголемува бројот и на мозочни удари. Апсолутно. Значи и за дијабетесот, и за тироидната жлезда, и за состојба со бубрезите и така натаму. Значи буквално ковидот предизвика некои промени, не знаеме точно, можеме да ги опишеме секако. Голем дел од пациентите што се дијагностицирани со дијабетес после прележан ковид се должи, не знаеме на што, нели? Меѓутоа голем дел од нив имале и секундарен дијабетес, односно оној кој што дијабет се јавува после терапија со кортикостероиди. Знаеме дека најголем дел од пациентите беа третирани со високи дози на кортикостероиди, така да кај еден дел се повлече дијабетесот, меѓутоа кај еден дел не се повлече дијабетесот, остана кај тие пациенти и автоматски, значи имаме и од таа група и од онаа група која што да кажеме после 5-6 месеци или година се појавува ново дијагностициран дијабетес. Тоа доведува до стварно енормно зголемување на бројката на овие пациенти и секако товар врз здравствениот систем, бидејќи треба, како што спомнавте претходно, и термини и здравствен персонал за да бидат сите овие пациенти опфатени. Проблем некако да се стигне до докторот на време, а термини нема, не само за кај вас, значи за проблемот со дијабетесот, туку и за сите други проблеми. Ајде да кажеме збор два околу симптомите. Кои се симптомите за дијабетесот препознатливи, кои што ако некој ги забележи треба веднаш да поиде да провери нели каква е гликемијата во крвта? Најкарактеристични симптоми се зголемена жед, зголемена глад, слабење, просто кажано шеќерот го јаде, обично пациентите така го опишуваат таа состојба. Чувствуваат значи замор, сонливост, многу мократ, знаат да бидат понервозни. Тоа се тие карактеристични знаци кои што се знаци за веќе развиена форма на дијабетес. Меѓутоа би сакале
да таа состојба ја превенираме, или ако не можеме да ја превенираме, барем да ја фатиме во раната фаза, односно во фазата на предиабетес или така наречен скриен шекер. Во состојба на скриен шекер пациентите не чувствуваат никакви симптоми, да, и затоа е пожелно да кога одат на контрола, значи кај своите матични лекари, да покрај лабораторијата што се зема нели стандардно, да се зема некогаш гликемија, значи и на гладно, некогаш 2 часа после јадење. Затоа што доколку гликемијата на гладно, 2 пати на гладно е над 7 или во било кое време, во 2 наврати е 11, тоа веќе е диагноза. Меѓутоа, се надевам дека ќе се потрудиме да ги фатиме тие пациенти во таа фаза на предиабетес или на скриен шекер, затоа што доколку се почне со соодветен третман, доколку се почне со соодветни совети ке овие пациенти, физичка активност, исхрана и така натаму, дека таа состојба ќе остане во таа фаза и дека или доколку прогредира во фаза на диабетес, дека ќе биде полесна форма на диабетес. Кажавте дека ако е на гладно околу 7 или 11, тогаш веќе алармантно. Дали ако при проверка нели нормална на крвна слика, ако континуирано шеќерот има нормално ниво на вредности, тогаш не мора да го правиме оној тест за скриен шеќер или како се најчесто, значи вредностите на гликемија на гладно би требало да се околу 4-5. Меѓутоа, доколку гликемијата во одреден момент е 5,6 и веќе пациентот има, знаеме дека има позитивна фамилиарна анамнеза, значи има некој во фамилија со диабетес, доколку има некоја друга состојба која што би можела исто така да ја испровоцира, да го испровоцира диабетесот, ги советуваме тие пациенти да направат орален гликоза толеранс тест, кој што се прави со тоа што се зема крв на гладно, пијат чаша вода со 75 грама гликоза и после 2 часа повторно се зима крв. Двете вредности кои што треба да бидат се на гладно 6,1 милимола, а 2 часа после гликозата не сме да биде повеќе од 11. Доколку е над 11, во тој случај тоа е апсолутно диагноза за диабетес, меѓутоа, доколку е помеѓу 7,8 и 11, тогаш се работи за состојба на предиабетес. Така. Добро, и тоа да го потенцираме да бидат информирани нашите гледачи, може веќе од режија тука да ги спишат телефоните на екранот, па ако има некој прашање да се вклучи во нашиот разговор, слободно може да не искомуницира и нели да поразговара тука да го каже неговиот проблем. Докторката, значи кажавме кои се симптомите, кажавме дека можеби ковидот допринесе нели да се како да кажам да се зголеми бројот на појава на диабетес кај луѓето, меѓутоа кои се тие други ризик фактори кои што делуваат на појава на диабетес воопшто? Ризик фактори можеме да збориме за тип 2 диабетес. Добро. Затоа што кај тип 1 диабетесот тоа е автоимуно заболување, не можеме да го предвидиме, не можеме да го спречиме. Тоа е тој тип на диабетес се јавува кај децата и кај адолесцентите, многу ретко кај возрастната популација, додека пак тип 2 е најчесто порано беше болест на повозрастната популација и тие што јадат малку повеќе благо. Меѓутоа, работите, сознанијата се сменија, што значи дека кои ризик факторите се сепак остануваат во смисла на зголемена телесна тежина и слаба физичка активност. И сега, најчесто пациентите сметаат дека јас не јадам благо како добив шекер. Меѓутоа, секогаш ги советуваме дека шекер нема само во шекерот, во благите работи, туку шекер има и во тестенините. Така да има во компирорис граф. Така да темата на овогодишниот ден на диабетесот е едукација. Значи едукацијата е таа која што може да ги намали ризик факторите. Значи едукација за исхрана, едукација за физичка активност. Значи што, кога, како, во која количина да се јаде. Само на тие ризик фактори ние всушност можеме да влијаеме. Исто така доколку се работи за трудница, тогаш во тој случај се работи за гестацијски диабетес кој што се јавува за прв пат кај жена во бременост. Тестот го правиме меѓу 24 и 28 недела. Во тој случај кај тие пациентки доколку имаат забремениле со поголема телесна тежина, во тој случај ги советуваме да внимаваат на телесната тежина и да имаат соодветна физичка активност доколку гинеколошки е се во ред, да внимаваат посебно на својата исхрана, затоа што се знае дека последните месеци од бременоста се качува малку повеќе нормално физиолошки, да се качува малку повеќе телесната тежина и се зголемува ризикот за диабетес кај овие жени. Меѓутоа и тука состојбата е
како да кажам, се зголемува појавата на Така диабет кај затоа што трудниците? имаме малку поголема, значи имаме поголем број на жени со поголема телесна тежина, така да веќе кај сите жени задолжителен скрининг, така да колку повеќе бараме, повеќе ќе најдеме секако. Меѓутоа имаме една друга популација на жени кои што забременуваат со инвитро, а тие се изложени на една цела плејада испитувања и терапија која што доведува до зголемен ризик за диабетес кај овие жени. Така да на ова ниво можеме така да влијаеме. Значи, тоа би било тоа во однос на појавата кај трудниците, што е причината плюс што доаѓа до зголемена појава. Кога веќе кажавме кога може да биде преддиабет, кога диабет. Значи во која состојба, значи кога е параметарот колку се оди со таблетарна терапија, а кога е веќе инсулинот вклучен? Порано препораките вклучуваа значи употреба на таблетарна терапија само кај пациенти со диабетес, со веќе дијагностициран. Меѓутоа, новите препораки вклучуваат збориме за тип 2 диабетес секако. Да, за стекнатите. Да, бидејќи пациентите со тип 1 инсулин апсолутно мораат веднаш на инсулинска терапија. Значи кај овие пациенти сега новите препораки вклучуваат препорачуваат вклучување на таблетарна терапија уште во фазата на преддиабетес. Затоа што и тоа е секогаш метформинот. Затоа што метформинот е тој кој што влијае на инсулинската резистенција, а инсулинската резистенција е таа која што е основна карактеристика на тип 2 диабетесот. Секако, доколку здравствената состојба дозволува, тоа се однесува на бубрежна функција и на црнодробната функција. Доколку тука е се во ред, во тој случај се препорачува метформин во доза, во зависност од телесната тежина на пациентот. Доколку пациентот се придржува на нашите препораки, а намали телесната тежина, доколку внимава на својата исхрана, тој може цел живот да остане во оваа фаза и цел живот да остане на метформин. Така. Доколку не се придржува, доколку диабетесот напредува, во тој случај почнуваме да вклучуваме нова таблетарна терапија до оној момент кога ќе има потреба до инсулинска терапија. Така. А кога директно се оди со инсулин, кога вредноста на шеќерот е колку? Директно почнуваме со инсулин кога се работи например за акутна диабетична компликација, во смисла доколку пациентот го дијагностицираме како во состојба на кетоацидоза, која што бара апсолутно хоспитализација, значи прием во болница, тогаш апсолутно мора инсулинска терапија да се започне, дури кога ќе се среди состојбата, тој пациент продолжува на инсулинска терапија. Исто така, доколку пациентот има висок гликолизиран хемоглобин А1C, значи висок 3-месечен просек, и во тој случај кај тие пациенти мора да се почне со инсулин, затоа што веќе инсулинските резерви на тој пациент веќе се многу мали и не може да ги покријат потребите на телото. Така да мора да се почне со инсулин за да се спречат оние компликации кои што може да бидат и акутни и хронични. И сега кога станува збор, повторно се навраќаме на таблетарната терапија, постои можност некој кој што има, да речеме, преддиабет да извесен период користи таблетарна терапија, па потоа да се нормализира и да прекине, или мора континуирано до крајот на животот, кога веќе еднаш ќе се... Не. Мора да се разбие тој мит, значи како што споменав, доколку пациентот се придржува на нашите препораки, поставени на метформин, доколку се придржува, доколку намали телесна тежина, состојбата е стабилна, апсолутно може апчето да се исклучи, може да се прекине, пациентот доживотно ќе биде во состојба на преддиабет. Таа дијагноза е поставена, не се повлекува. Меѓутоа, може да биде само на диета. Може значи да си го контролира со исхрана, со физичка активност, значи не мора да користи таблети. И ме интересира секогаш обично кога станува збор за оние луѓе кои што се нели со диабетес, се проверуваат и тромесечен шеќер и нели нормален шеќер. Што значи тоа? Тромесечен шеќер. Тромесечниот шеќер просек всушност го значува просекот на сите вредности на гликемија, на шеќер, последните 3 месеци. Зошто последните 3 месеци? Затоа што се мери всушност од еритроцитите, односно црвените крвни клетки, црвените крвни зрнца, затоа што нивниот живот е 120 дена. Затоа се мери последните 3 месеци. Најмеродавна е таа вредност, значи гликолизиран хемоглобин А1C. Така да, колку е тој повисок,
толку значи дека е лоша гликорегулацијата, така да ако на пример просекот на еден пациент е 10, тоа значи дека тој пациент 10%, тоа значи дека гликемиските вредности кај тој пациент се движат некаде околу 15-16 за цело време. Доколку гликолизираниот хемоглобин А1С е 5 или 6, тоа значи дека пациентот е одлично регулиран. Сега говориме за нешто што треба да се лекува. Кажавме најдобро е да се превенира. Би сакала првин да кажеме што би било кога нема да се појде навреме, какви компликации, па на крај некако би завршили со превенцијата. Какви се компликации може да се случат од ненавремено диагностициран диабетес? Еве да кажеме за оние кои што кажа и Диме на почетокот 7 кои што имаат, меѓутоа не се регистрирани во наводници, да кажеме предпоставка дека секој седми. Така. А секој седми не знае дека има диабетес. Значи најчесто се тоа пациенти кои што се во фаза на предиабетес. Може и да се пациенти со диабетес, веќе развиен диабетес, кои што се уште имаат некои компензаторни механизми кои што ги немаат оние развиени тегоби. Затоа и не знаат дека има диабетес. Или пак се свесни, па сепак не сакат да отидат на контрола, на преглед. Некако го игнорираат сето. Така. Сега, проблемот е што луѓето мислат дека доколку гликемијата се движи некаде околу 7-8, па и 9, тој сосема добра гликемија. Апсолутно не е добра гликемија. Нашите совети се на гладно, шеќерот треба да биде 5-6, 2 сати после јадење, не сме да биде повеќе од 8. Се што е над тоа, долгорочно гледано предизвикува оштетување на крвните садови. Значи, затоа ги советуваме пациентите, да, се случува, нели дозволено е да понекогаш да се качи гликемијата во одредени услови, нели? Меѓутоа да не биде тоа многу често и да не биде долготрајно, затоа што долготрајноста на високиот шеќер е тој кој што ги предизвикува компликациите. Тие може да бидат значи акутни и хронични на генерална поделба. Од акутните компликации ја споменав прво, нели, секако диабетичната кетоацидоза, каде што долго време шеќерот е покачен, постои инсулинска потреба, меѓутоа телото не може да ја обезбеди, затоа се црпат од маснотиите, се црпи енергија од маснотиите со топење, затоа тие пациенти слабеат и кај тие пациенти мора да се даде инсулинска терапија, мора да се хоспитализира. Меѓутоа, друга акутна компликација е и хипогликемијата, тоа значи низок крвен шеќер. Зошто? Затоа што кај некои пациенти кои што примат може да биде тоа или на таблетарна терапија, заради бубрежно сасегање нема соодветно исфрлање на лекот од телото, па лекот циркулира низ селото и доведува до континуирано низок шеќер. Посебно кај постарата популација, нискиот шеќер не е препорачлив заради нормална мозочна функција. А доколку се работи за пациент кој што имал, да кажеме, мозочен удар, хипогликемијата апсолутно не е препорачлива. Значи, тоа е таа акутна компликација или доколку не се превенира, да кажеме, доколку не се делува на време во однос на кетоацидозата или хипергликемијата, може да доведе до кома, која што ако не се третира соодветно, или може да заврши летално. Меѓутоа, она кој што ние се обидуваме да го спречиме, тоа се хроничните компликации, тоа се на малите, на големите крвни садови. Најчесто на малите крвни садови се на очите, на бубрезите и на нозете. Многу често пациентите не ги забележуваат тие тегоби, затоа што се многу слабо приметливи се, не обрнуваат внимание. Меѓутоа, кога веќе ќе обрнат внимание, кога веќе ќе ги забележат, тогаш е веќе доцна. Затоа ги советуваме пациентите, значи да одат редовно на скрининг прегледи за да се превенираат компликациите во смисла да не дојде прво до нивно појавување, а понатаму до нивно влошување. Доколку дојде до друга хронична компликација, тоа се големите крвни садови кои што се малку посериозни секако. Тоа може да настане мозочен удар или да настане инфаркт на миокардот и да настане нарушена циркулација на долните екстремитети која што може да заврши со гангрена. Идејата е да се превенираат сите овие компликации колку може повеќе. Така, значи уште еднаш да потенцираме, страдаат очите, срцето, бубрезите, мозокот, бубрезите и секако кој што кажавте на крај, нозете, циркулацијата која што навистина може и текако да биде голем проблем.
уште еднаш само како за крај вака што ви посочиле на нашите гледачи, што и како да се однесуваат во секојдневието за да не добијат диабетес и колку пати во годината треба да си го провериме шеќерот, еве и ние што немаме проблем со шеќерот, за да знаеме дека се е во ред. Препораките се секогаш вистинска, правилна исхрана, така. Секојдневна физичка активност. Во смисла на барем 30 на минути секојдневно брзо пешачење. Тоа е основно. Било каква физичка активност, значи или возење точак доведува до намалувањето на таа инсулинска резистенција доколку се работи за пациент со диабетес, а кај човек кој што нема диабетес, ја зголемува кондицијата, ја намалува телесната тежина, а со тоа и ја го намалува ризикот за диабетес. Доктор Катарина, ви благодарам јас за денес што бевте дел од ваш термин, што некако токму на денот, на светскиот ден на диабетесот, одвоивте време, иако цел ден ви беше во сообврски по повод денот, меѓутоа навистина најдовте време да бидете и овде и дел од емисијата и да го презентираме сето она што денес се случува и се разбира како состојба во однос на проблемот со диабетесот. Ви благодарам уште еднаш што работката останува па во некоја следна прилика за некој друг проблем во однос на она што вие го работите. Ви благодарам, секако ќе се видиме. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам јас за денес. Ви благодарам за вашето внимание. Уште повеќе што имавме интересна тема токму на светскиот ден на диабетесот, како што кажавме, веќе секој 9 наш граѓанин има проблем со диабетесот. Затоа превенирајте, одете навреме, проверувајте си го својот шеќер, грижете се за вашето здравје и за состојбата и се разбира, а ние сме тука повторно да ви информираме и се гледаме, се разбира, за 7 дена во исто време.